Ајде да ја разгледаме листата на карактеристики за возрастни деца на алкохоличари или од дисфункционални семејства. За многумина, ова е непишаното правило кога се расте во дисфункционален дом. Тишина. Искуствата со хаос, непредвидливост и емоционална дистанца оставаат на вистина длабока трага. Токму оваа динамика создава постојан стрес и огромна несигурност за едно дете. Важно е да се знае дека ова не се мани, туку научени реакции за преживување. И со текот на времето се забележало дека постојат 14 заеднички особини што постојано се повторуваат. Оваа листа, составена во 1978, станува клучна алатка за луѓето да сфатат дека не се сами. Замислете ги особините како гранки на дрво. Корените се длабоко во детството. Како прво, се јавува една изолација и страв од други луѓе, особено од авторитети. Постојано се бара одобрување од другите, до точка каде што се губи сопствениот идентитет. Постои и огромен страв од напуштање, па се прави буквално се за да се задржи некоја врска. Тука е и тој постојан немилосрден внатрешен критичар и многу ниската самодоверба. Клучната работа е ова. Листата е опис, не е осуда. Таа е само алатка за разбирање. Па добро, ако сето ова е научено, како тогаш се почнува со лекување? Кој е првиот чекор? Решението лежи во една моćна идеја – да се стане сопствен родител, полн со љубов. Тоа значи свесно да си го дадеме она што недостасувало – љубов, сигурност и прифаќање. Еве го контрастот. Од една страна, родител што негува, од другата дисфункционалниот модел. Значи, патот е јасен. Се излегува од изолација, се процесира минатото и се учи како да се грижиме за себе. Така, конечно се преминува од обично преживување кон вистинско напредување и здрав живот. Прашањето е, што се случува кога внатрешното дете конечно го добива родителот што секогаш го заслужувало?